одбележувањето на 8 април, Меѓународниот ден на ромите, во организација на Општина Делчево и Терни ПМК Делчево под покровителство на градоначалникот на општината. Сите заедно, во наредниве 60 на минути, ќе чувствуваме нашата култура, локалните обичаи и традиции и ќе дадеме поддршка на мултикултурализмот и различноста како предност, а не како пречка. На сцена го поканувам градоначалникот на општина Делчево, господинот Горан Трајковски, да земе збор. Повелете го. Поштовани присутни, поштовани пријатели, денес го одбележуваме Денот на ромите. Ден кој што ни дава можност да одадеме почит на културното наследство и приносот на ромската заедница во нашето заедничко општество. Денот на ромите е повод да се спомне за значајните придонеси кои што ромската култура ги направи во нашиот свет. Од музиката и танцот до уметничките искуства и традициите. Тој е ден за осознавање на предизвиците, пред кои е изправена ромската популација и да се фокусираме на нивните потреби и аспирации. Наша должност е да работиме заедно, за да ја елиминираме дискриминацијата и еднаквоста, со кои се соочуваат ромите и да создадеме општество во кое што секој поединец има еднакви можности за развој и за учество. Тоа подразбира ангажираност, посветеност и солидарност од сите нас. Да се обврземе денес да промовираме разбирање, соработка и вклученост, за да изградиме поправено и похармонично општество за сите нас. Како градоначалник изразувам поддршка и признание на ромската заедница за нивната инклузија, еднаквоста и почита спрема различните култури во нашето општество. И денес со гордост може да се истакне дека ромите се интегрален дел од македонското општество. Рамноправни се со останатите граѓани и ги уживаат придобивките да го негуваат својот јазик и да ја развиваат својата култура и традиција. Но мора да се соочиме и со реалност, дека ромите се уште се соочуваат со одредени институционални и социјални проблеми и мора да продолжиме заедно да работиме на тоа поле. Одбележувањето на овој ден секогаш значи пресек и оцена на тоа што е постигнато досега, за да се остварат нашите зацртани цели, а тоа се социјална кохезија, еднаков развој и градење на инклузивно општество, кое што ќе овозможи и целосна социјална интеграција на ромската заедница. За остварување на овие цели, општина Делчево работи посветено и одговорно. Имаме изработено низа на стратешки документи и акцијски планови. Ги решаваме актуелните проблеми на ромите во повеќе сфери и во инфраструктурата, и во образованието, и во социјалата, здравството, домувањето и слично. Во оваа прилика сакам да истакнам дека во Делчево ромската етничка заедница е со висок степен интегрирана. Главно се решени поголемите инфраструктурни проблеми, но свесни сме дека се уште има за решавање. Со цел да добиеме ефикасна рамка по која ќе се движиме наредниот период, а согласно со новата национална стратегија за инклузија на ромите 2022-2030, усвоен е заеднички локален акцијски план на општина Делчево и ромската етничка заедница за периодот од 2023 до 2026 година. Овој процес го работиме со поддршка на програмата Ром Актер, со чија реализација во Делчево очекуваме да ја оствариме главната цел, која значи подобрување на локалната демократија, отчетност, инклузивност и одговорност кон ромските граѓани и подобрена испорака на услуги, со крајен резултат подобрување на животот на ромската заедница. Општина Делчево и јас како градоначалник остануваме посветени на реализацијата на сите отворени прашања поврзани со ромите, а дополнителна поддршка за реализација на отворените прашања на ромската заедница ќе даде и реализацијата на проектите кои што заеднички ги имплементираме.
Општината има одлична соработка со ромската заедница и со заеднички сили ја градиме и развиваме нашата општина. Општина Делчево традиционално со години наназад за мотивација и поголеми успеси на учениците роми доделува стипендии на најдобрите ученици роми од двете основни училишта и средното општинско училиште. За остварување на целите, како одговорна општина, во соработка со граѓанските здруженија, институции и со владата, максимално одговорно работиме на проекти кои што се наменети за имплементација на декадата и стратегијата на ромите. Во Делчево се актуелни инфраструктурни проекти вредни над 10 милиони денари и ќе споменам во оваа прилика некои од нив. Завршивме реконструкцијата на водоводната инсталација, односно замена на старите дотрајани азбестни цевки со нови полиетиленски инсталации на улица Тачковица во должина од 400 метри. Ја завршивме реконструкцијата на водоводната мрежа, односно на старите дотрајани азбестни цевки со нови ПВЦ инсталации на улица Анчо Прке, на улица Солунска и на улица Острет. Ја завршивме реконструкцијата со поставување нов асфалт на улица Ванчо Прке во должина од 220 метри, со што се реши уште едно тесно грло во сообраќајот на селбата Втори район, каде ова улица е клучна сообраќајница. Ја завршивме комплетната реконструкција со поставување нов асфалт на улица Острет во должина од 600 метри. Вредноста на овој проект е над 4 милиони денари. Заедно со Советот на Европа, Европската Унија и со логистичка подршка на Институтот за истражување на анализи Ромалитико, а во рамките на програмата Ромакт 2, промовирање добро управување и зајакнување на ромите на локално ниво, успеавме да реализираме значаен капитален проект. Комплетно се реновирани повеќе училници, санитарните чворови и влезот на училишната зграда во подрачното училиште Свети Климент Охридски во село Работивиште, кое што ни дава за право да зборуваме за нови стандарди и подобрени услови за работа во подрачните училишта. Овој проект значи инвестиција во иднината и обединува клучни моменти од нашето работење, интеграција и зајакнување на ромската заедница. Инвестицијата во образованието е инвестиција во иднината. И ако во овој случај ова го комбинираме со основните пораки и цели на програмата Ромактет, тогаш сме оствариле голема цел и сме докажале дека заедницата и општината се партнери во креирањето на подобра иднина. Нашата цел е интеграција на ромското население и зајакнување на заедницата, а образованието е темелот за остварување на нашите цели и затоа е ова исто така значајна инвестиција во Делчево. Сите овие инфраструктурни проекти кои се веќе реализирани и уште многу други кои што се во тек на реализација во Делчево имаат свој заеднички имунитет. Сите влијаат на квалитетот на животот на сите граѓани, а со тоа и на ромите, како заедница која што со векови живее во Делчево. Општина Делчево има одлична соработка и со исламската верска заедница, во која припаѓаат и ромите, и општина Делчево секоја година доделува оброци за ифтарската вечер, но и пакети во текот на годината за социјално ранливите граѓани. Со што сакам да потенцирам, дека тоа апсолутно не е битно во финансиска конструкција, но со тоа на дело го покажуваме меѓусебното почитување и разбирање. Јас се надевам дека така ќе продолжи и во иднина и нашата заедничка соработка и почитување ќе напредуваме уште повеќе. На крајот сакам да го честитам Меѓународниот ден на ромите, посакувајќи ви добро здравје. Благодарам. Сега на сцена ја поканувам господја Ермина Реджепова, председател на невладината Терни ПМК од Делчево, воедно и координатор на програмата Биди во кругот, Be in the Circle, од Младинскиот културен фонд на Западен Балкан, подржан од Германското федерално министерство за надворешни работи, имплементирано од ДАИ. Повелете. Почитуван градоначалник, почитувани гости, почитувани присутни. Постојат две вистини, онаа која го осветлува патот и онаа која го загрева срцето. Првата од нив е науката, а втората е уметноста. Ромите имаат богата култура и традиција и се дел од ромското културно наследство и се многу важен сегмент за градењето на соживот и меѓусебно почитување во едно општество. А тоа е пример во нашата општина, во општина Делчево, која го гради мултикултурализмот како предност, а не како пречка. Со целост на моја почет кон припадниците на ромската заедница,
Нека ни е честит Меѓународниот ден на ромите 8 април, кој е еден важен датум од историјата на нашиот народ. Ви посакувам многу среќа, здравје, успех и позитивна енергија. Благодарам. А сега на сцена ја поканувам господја Радмила Нешик, председател на невладината ТРНП од Пирот, Република Србија, партнер организација, координатор на Poštovani gradonačelniče, poštovana dame i gospodo, dobar dan i želim da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što sam danas ovde, pre svega zato što obeležavamo Međunarodni dan Roma i Romkinja, a s druge strane zato što radimo na multikulturalnosti i povezivanju između Srbije i Makedonije u ovom slučaju. I mogu samo da poručim da smo nekako, kažemo, različite, u stvari smo svi jednaki. Danas smo i juče imali priliku da se druže naši mladi iz Delčeva i Pirota i mislim da je to početak jedne dobre saradnje. Kada govorimo o romskim organizacijama, naša organizacija se takođe naziva TRNIPE, organizacija iz Delčeva TRNIPE, što znači mladost, omladina, tako da se nadam da će mladi prosto doneti neke promene u društvu, da se poštuje različitost. Ovo što sam malo čula o izjave gradonačelnika veoma me raduje, zato što iste stvari se dešavaju u Pirotu i mi imamo strateška dokumenta. 4. aprila smo takođe imali obeležavanje Svetskog dana Roma i nešto što mi se čini da je zajedničko takođe da smo deo Roma Active programa. I eto, ja već vidim neku sinergiju između daljeg nastavka, partnerstva, druženja samih naših gradova, prvenstveno organizacije TRNIPE iz Pirota i iz Delčeva, ali vidim tu i saradnju i škola koji su već prošle godine radili na različitim projektima, ali vidim i saradnju samog grada i opštine, svih građana, tako da se radujem da će ovo biti početak jedne velike saradnje između naših gradova, a danas samo s ovog mesta da čestitam svima nama Međunarodni dan Roma i Romkinja. Uživajte u programu. Почитувани присутни, го одбележуваме 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Во рамки на одбележувањето следува пригоден рецитал посветен на празникот. Настап на учениците од подрачното училиште на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски село Работивиште и настап на учениците од подрачното училиште на Општинското основно училиште Панчо Прке Делчево. Повелете. Ромите, културата и постоењето низ вековите. Ромите се најбројното етничко малцинство во Европа. Тие на стариот континент живеат на 700 години. Денес во Европа живеат околу 12 милиони роми. Половина од нив во земјите од Европската унија, во Романија, Бугарија, Унгарија, Хрватска, Полска и многу други. Ромите потекнуваат од Индија и самите меѓу себе се нарекуваат роми. Ром, Рома или пак Синти, Синто, Синтура. Самото име има ознака на етничка припадност. Меѓутоа се користи и за значењето маж. Ромите го добили името по Рама, легендарниот јунак од староиндискиот еп Рамајана, а неговите припадници останале рамени деца, Романе Чхаве. Ромите биле опишани од Даяна Муирабл Баун како уникатни меѓу народите, затоа што никогаш не се идентификувале себе си со територија. Тие немаат традиција од антиката
и далечната татковина од која се преселиле нивните предци. Ниту пак тврдат дека имаат право на национален суверенитет во било која од земјите во кои живеат. Ромскиот идентитет е поврзан со идеалот за слобода, изразен делумно во немање врски со татковината. Отсуството на приказни за традиционално потекло и пишана историја значело дека потеклото и раната историја на ромите долго време била енигма. Ромите се појавуваат во средновековните византиски земји, во средината на 11 век. И може со сигурност да се каже дека тие во Македонија се присутни во 12 век. А голем број роми се стигнати на овие простори за време на владењето на српскиот крал Стефан Дечански. Додека пак уште поголем број на роми пристигнале во јужнословенските земји за време на владењето на османлиите на овие простори. Синтите и ромите со векови живеат во Европа, но сепак останале самостоен народ, кој покрај јазикот на својата сегашна татковина го зборува и го зачувал и својот, ромскиот. Иако ромскиот не е хомоген јазик, туку се дели на многобројни дијалекти, постои заедничко сродство со индискиот санскрит. Лингвистите уште од 18 век наваму предпоставуваат дека потекло на европските синти и роми е од Индија. Ромскиот јазик, изворно романичив, е мајчиниот јазик на ромите. Тој е дел од групата на индоариски јазици. Поточно се класифицира или во централните индоариски јазици или во северозападните индоариски јазици. Доста често се класифицира и како своја посебна јазична гранка поради поголемиот број на сродни јазични варијанти. Според ИСО стандардите, јазикот е ставен во групата на макројазици и се состои од 7 подјазици или големи дијалекти. Најголемиот дијалект е влашко-ромскиот, со околу 1,5 милиони говорници. Потоа следат балканско-ромскиот, карпатско-ромскиот и други. Делчево е град со долга традиција на ромската заедница. Културата, верувањето и традицијата се дел од македонското културно наследство. И тие се важен сегмент и пример во градењето на соживот и меѓусебно почитување во едно општество. Делчевчани, сите се горди со мирниот соживот на крајниот исток. Почита кон различните култури, традиции и обреди е карактеристична за ова поднебје, каде децении наназад се почитувале разликите, а така ќе остане и понатаму. Светскиот ден на ромите се одбележува во чест на првиот светски конгрес на ромите, одржан од 18 до 12 април 1971 година во Лондон. И тоа е еден од најважните датуми во историјата на овој народ. На тој датум на конгресот се сретнаа представници на ромите од 14 земји во светот. Првиот конгрес на ромите во Лондон резултираше со прогласување на официјален ромски јазик, како и официјално прифаќање на називот ром, што на ромски значи човек. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна Джелен Джелен. А како едни од најважните усвоени одлуки се одлуката за ромско знаме и официјална химна, а ромското знаме во долниот дел има зелена боја која ја символизира земјата, а горниот дел е обоен со сина боја која го символизира небото. Црвеното трокало кое се наоѓа во средината на знамето ги представува патувањата и миграциите на ромите. На четвртиот светски конгрес на ромите, одржан во 1990 година во Полска, решено е 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година ќе се одбележува во целиот свет. Нека е за многу години празникот.
те дикафи, пирафте бастадар, лема узитуте, киките мандар на щипизутуте, ей чавален те джанен те на джанглен, авен те дикен, авен, те дикен, поборсиум бахталин, аке акана сиюм медаяке киангалин. Македонио, ки туте бјандило, тутета и джандипе пердило, овсасти туке Македонио, котромакерипе лулуѓа бајровена, кокерача ве бајровена, кокера мај бахтали, дживдипе, туке мангава милја тај милја верша, котромакерипе тенаке Македонио мири бјанди пу. Тикни парни пакшин, парни тикни пакшин, тепене сиум голуби тикно. Урјавава, джандороса коте пала, ко бадала родава ти сина. Бела мала птица се осеќам како едно гулапче. Летам летајќи и лутајќи по облаците, го барав твојот лик. А јавуријан дом во кали тајту шалират, каѓум ме јек пак лелате табдел рад. Нума начина ми ѓум те урјава. Така летајќи гладна и жедна си го ранив едното крило. Почнав да пробавам, но не престанав да летам. Во малади клум чаворен колабаренца чудена сине палманде. Нума ме пален урјавава сине со слиќанава сине. Хор ан манде кајек ти века аварчитуте. Тај ка шаљане ме пукња. Тај ка и кале мантаро кафези колеста панле манта. По пати и срепкав дечке, кои што со камчиња фрлаа по мене, но јас пак продолжив да летам. Бидејќи знаев длабоко во себе дека еден ден ќе дојдам до тебе и дека ќе ми ги лекуваш рани и ќе ме спасиш од кафето во кое што ме зароби. Камија би керѓум те нашава, одолеши река ми сестра, салде палем те долав те воштен тај те соватне андањак. Успеав да побегнам од тој студен и сив кафе, само за повторно да ти ги допрам твоите усни и да заспием во твојата прекраса. И си кавни мири си бучу жури, такана лаке комуј и си асвина дуј. Пејакенцар татенцар, воја мен дикела, пескере џани пастар, воја мен си кавела. Романи нација, Савесија мамен мануша. Романи нација е популација. Пердедукатар и дискриминација, генерација пали генерација. Ромска нација. Какви луѓе сме ние? Ромска нација или популација? Полни сме болка од дискриминација, генерација по генерација. Мангената кере еманципација, сарковило катализација. Довено право менде окупација, те кере на менде асимилација. Сака да направиме еманципација, како во срцето катализација, да бидат на нас окупација, да ни направат асимилација. Истертија маринација, решенцанки колонизација, репувки пуф емиграција, пари фракција, никаски ресекирација. Заборавена е нашата нација, со години во колонизација, од земја в земја емиграција, голема фракција, ничија секирација. Оси амари гаранција, сана шве интелектуалцоја, керѓам амен, санкција, соски на не, амен едукација. Која е нашата гаранција? Интелектуалците избегаат, самите си направивме санкција, бидејќи немаме едукација.
Сабли Демиров, во домот твој, чекорам полека, кон домот твој, со трепет на душата, од неиздржливиот бол, со наведната глава, тажен поглед мој, во рака, жупито цвеќе, го закитам домот твој, пред секој, братот твој на, мајка, за нас мртвечек, честитки, за денот пун, во предавки, целото на земја. Од мене, солзи ми течат корема, вратата ми отвори, да ме пречка. О, мајко, со години никој не нема, само се трави на очите како, кој ми милува, воденови толки, во партнерот, и нежната рака, кој ме гледа и во сонно тело, на празничниот ти ден, одам по стариот твој дом, и секогаш како до служен час, безлив сина мој. Ано кертло, пирава похари, кој кертло, дрезонела на уки, тари пухари. Телја тече реа, дай, парети ки бајам ја. Анма стало жукја, будте полина кертло. Англо секасте удар парато, дай, асавинаја ачикерел. Бахтарин ти веске ой лево, ангалин чале ангалинево. Аманги асфалт тавдена сарле, удар мојте паравел. Манте ачикерел, о дай, грешенца никаса никаснане. Сал ан и меморията кле, ман чуминена ан овунгар иде, и чумин дай лачова. Изводот код отвори ги вратите на Сабли Демиров, солзи. Капа дожно ми капа, едни по други. По лицето чиниш празни. Тие големи солзи, што кажуваат се, не знаат да запад, да пресушат. Капат полека, болката ја крепат, дури до колено чиниш течет. Некому можеби така ќе стимнат, некому пак така вистината во очи моје кажуваат. Како што ветрот се виори, така солзи очи воденуваат. Пред зборот прошка носат, среќа ќе смејате, зато одни да се родат. Болка, од Сабли Демиров, срцето ме стега, устата ме суши, како да сака, од нозе да ме струши. Тажен сум за птиците со скршени крилја, за премрзнатите во ладната зима, од судбината, што различни јадишта на луѓето им сошила. Насолзен сум за децата со стомаци празни, што талкаат по светот боси и сами. Волка срце ми коси, а така бради ме езди. Не верувам, зборови во крвта зборат, дали со времето и болките ќе си одат. Сега на сцена го поканувам градоначалникот на општина Делчево да додели признание на ученик Ром за основно и средно образование од општина Делчево. Општина Делчево по повод 8 април, денот на ромите, доделува пофалница на Оган Шакиров, втори 5 клас, средно општинско училиште Методи Митевски Брицо Делчево за најдобар ученик од ромската националност за 2024 година. Пофалница добива Шерифче Садулов, 7 оделение, Општинско основно училиште Свети Климент Охридски Делчево, подрачно училиште село Тработилиште за најдобар ученик од ромската националност за 2024 година. Пофалница и за Медина Незировска, 9-3 оделение од Општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево за најдобар ученик од ромската националност за 2024 година.
активности види во кругот во организација на Сдруженијето Ромски културен и едукативен центар ТНПМК Делчево под раководство на господја Ермина Реджебова. Во рамки на активностите види во кругот се спроведува повеќе активности: истражување на културата, локалните обичаи и традиции, промоција на меѓуетничката интеграција на културата, работилница за подршка на мултикултурализмот и различностите како предност, а не како пречка, работилница за подготовка на традиционална храна, обука за изучување на ромската традиција и култура. Види во кругот е мултикултурна програма и е формирана со цел за зачувување на традиционалната култура, фолклорните образци со презентација на различни традиционални уметности, традиции и култури, кои предонесуваат за афирмација на културниот диверзитет и на соработката меѓу заедниците во Република Северна Македонија и Република Србија со тенденција за поширување, зближување и подобро запознавање меѓу етникумите во земјата, значи доближување на младите до културата во Западен Балкан. Види во кругот е промоција на сличностите и прифаќање на различностите преку организирање на културни настани, работилници и обуки за народната култура и традиција, промовирање на социјалната кохезија преку директно вклучување на корисниците во активностите за меѓусебна соработка и социјална интеграција. Создавање еднакви можности преку организирање целодневни настани за да се обезбедат еднакви можности и економско окружување каде секој учи без предрасуди, страх и промовирање на мирот. Со реализирање проектни активности види во кругот создаваме општество на доверливи и одговорни граѓани кои ќе ја развиваат и практикуваат меѓуетничката интеграција, свесни дека треба да бидат креатори на општеството кое промовира соживот, мир и разбирање. Почитувани присутни, следува сценска изведба и настап на ТНПМК Делчево и Култ Гоце Делчев Делчево и по нив настап на ТНП Пирот Република Србија. Повелете.
јадења обично се зачинете со употреба на зачини како бибер, лук и биберка. Комперот е исто така главен универзална исхрана. Традиционалниот ромски десерт е ромска торта раванија, а раванија торта парена. Рецептот се состои од домашни јајца, шеќер, брашно, рис, ванилен шеќер, прашок за пeciво, специјален обрцен прелив, шербец. Сукана баклава со орени. Баклавата е ориентален десерт кој е многу популарен во балканската кујна, а ромите ја подготвуваат на специфичен начин наследен од турската кујна. Многу често се подготвува за празници како што е Бајрам, Кадердес и други семејни празници. Друго традиционално јадење што го приготвуваат ромите е сарма, салмаја или солмај, која се прави од зелка, полнета со месо и ориз. Во ромската кујна се среќаваат и полнети фиперки, особено за празниците и специјални пригоди. Ромите готват и куфе од пржено брашно, карица, печелник од пченка, погача, печелник и кајмоко, обрук кој се состои од зајачко месо. Прават и украсни празнични погачи, зелници, баници, сладки и друго. Вештите раце на 10 домакинки од Делчево и Пирот во организација на невладината Тевни БМК Делчево ја подготвија денешната традиционална трпеза во чест на 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Ве поканувам да ја вкусиме традиционалната храна, поставена во фоајето. Со тоа, денешната програма завршува и благодарам за вниманието. Повелете во фоајето да ја дегустираме готената традиционална трпеза.